помошници главни државни ревизори ќе ги презентираат искуствата и преземените активности од страна Државниот завод за ревизија во однос на оно што значи ревизија на целите за одржив развој и во делот на оно што значи учество на Државниот завод за ревизија како представник на државата во 140 држава во климатски енергија и рангирање на нашата држава во однос на животната средина. Ова активност и ова документ представува една од клучните цели на самата организација на земјите кандидати и потенцијални кандидати во Европската унија, во која што представува начин на размен на знаење и искуства во делот на вршење ревизија на животната средина и посебно на целите за одржив развој. Го објавивме ревизорските извештаи на успешност во делот на она што значи ефективност на мерките и политиките за дистанцирање на малигните заболувања и за жал постапувајќи согласно САИ 512 обезбедување подобар квалитет на животот на граѓаните на нашата држава, констатиравме одредени состојби кои што неминовно треба да се преземат за подобрување на таквата состојба во однос на што значи рана детекција на малигните заболувања. Ако може да забележите, ако може да видите во самото соопштение на медиумите и во самиот ревизорски извештај има сериозни забелешки од страна на ревизорите во делот на начиното постапување на инволвираните субјекти во делот на она што значи начинот на постапување на надлежните органи во делот на донесување на стратешките документи, во делот на обезбедување на потребните финансиски средства и во делот на постапување во извршување на самиот скрининг. Имаме поразителни податоци во делот на офатот на популацијата на нашата држава во делот на скринингот, но во исто време и поразителни податоци во делот на она што значи број на денови во чекање на повратна информација. Во одредени периоди имаме број на чекање повеќе од 60 дена и замислете да имате ситуација кога имаме граѓанин или припадник на понежниот пол, каде што има одредени состојби кои што би требало да се преземат мерки, да чекате 60 дена да ви известат дека треба да преземете таква активност. Нашиот заклучок по тие активности, во состојба на таквите активности, произлегува дека секогаш во суштина констатираме активностите се преземаат покасно во втора, трета или четврта фаза од диагностицирање на самата болест и затоа имаме и поголема смртност во однос на оно што значи малигните заболувања. Веќе ни старе имаме пат во делот на оно што значи млада популација, имаме загрижувачи податоци во делот на работно способното население, имаме загрижувачи податоци во делот на сместувачите капацитети и негата на старите лица, имаме загрижувачи податоци на рамното разместување на условите каде што може да се даде за загрижување на старите лица, но имаме и податоци кои кажуваат на потребата од преземање на интензивни реформи во делот на пензионскиот систем, бидејќи се повеќе се создава состојба каде што од една страна имаме поголем број на корисници на пензија, од друга страна имаме поголем број на вработени. Така да тоа се одредени состојби кои што би сакал да ги истакнем. Би сакал да истакнем и одредени состојби кои што во иднина очекуваат. Знаете дека во преходниот период имаме констатација дека имаме набавено медицинска опрема која за жал не ја користиме. Да не зборувам за временскиот период на чекање во кабинетите за мамографија на дојка, каде што временскиот период на чекање од скринингот до одреден преглед произлегува некаде повеќе од 157 дена. Во текот на утрешниот ден ќе го објавиме конечниот ревизорски извештај, ревизија успешност за старењето на населението, која што ревизија представува паралелна ревизија со 13 врховни ревизорски институции во рамките на Евросај и на Интусај, каде што предводник или водител на таа ревизија е врховната ревизорска институција на Израел. Учествуваат 13 држави, меѓу кои Словачка, Парагвај и други држави. Веќе нацрт извештај веќе е подготвен, одобрено стручно тело и дистрибуиран до единствена локална самоуправа. Морам да кажам дека има жалостни состојби, не единствена локална самоуправа воопшто не размислува што тоа значи фискален напор, што тоа значи фискален капацитет, што тоа значи број на денови на пресметување за број на денови на наплата на побројањето и така натаму. Очигледно дека не можеме, се уште не можеме поголем дел од популацијата да сватиме дека дел и сите ние сме дел од ова
зборување дека животната средина не припаѓа само на мене или на вас, него животната средина и минералните суровини припаѓаат на идните генерации, треба да ги чуваме и животната средина, и водите, и минералните ресурси, меѓутоа за жал сонесуваме неодговорно. Како Врховна ревизорска институција промени тарифата за надоместокот за концесија, имаше храброст да промени висината на тарифата за извршената експлоатација, имаше храброст да ги промени правилата и имаше храброст да раскине поголем број на концесијски договори кои што концесионерите не ги почитуваат. Промени тарифата за надоместокот за концесија, имаше храброст да промени висината на тарифата за извршената експлоатација, имаше храброст да ги промени правилата и имаше храброст да раскине поголем број на концесијски договори кои што концесионерите не ги почитуваат. Неколку ревизорски извештаи во делот на останатите друштва каде што приредуваат игри на среќа, каде што државата е доминантен собственик, односно го има пакетот над 51%, имаме сериозни забелешки на начинот на работење. Ќе видиме зошто надлежните органи не преземале мерки, зошто се дозволува таков начин на користење на јавните средства, односно на средствата на данъчните обврзници, и секако дека некој треба да одговори на тие прашања.